Добар ден, почитувани, пред вас е уште една телма амбуланта. Познато е дека со промената на животниот стил, односно со корекција на исхраната, зголемена физичка активност, повеќе сон, може да се спречат или пак да се подобри состојбата кај одредени хронични заболувања. Но дали истото може да се постигне и кај заразните болести? Можно ли е болеста COVID-19 да се превенира со промена на животниот стил? На оваа тема денеска зборуваме со доктор Александра Хаджидимова, доктор на медицина и диетолог од Оделението за диетологија при Аџибадем Систина, чија работа е во областа на физиологијата и медицината на животен стил. Доктор Александра, добар ден и добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, Марија. Драго ми е што сте денеска ваш соговорник во денешната телма амбуланта и како што и самата најави, ќе проговориме малку околу превенцијата, околу промените на животниот стил, кои што ние веќе помалку или повеќе секој од нас ова актуелно заболување, би рекла не може би најтешко, меѓутоа може би најактуелно во овој период заради самите пандемиски услови, го наметнува повеќе или помалку во однос на самите промени на животните навики и на животниот стил, па да видиме што од тоа правиме во вистинска, правилна насока или пак нешто може би некако грешиме. Така, сметам дека денешната емисија ќе биде мощна, интересна и поучна за гледачите. Да започнеме од тоа дали може да се превенираат заразните, односно инфективните заболувања како што е COVID-19 или пак промените во животниот стил кои што се однесуваат на исхраната, физичката активност, сонот, стресот, пушењето, имаат влијание само кај хроничните незаразни заболувања. На почетокот би сакала да кажем дека човештвото се занимава со многу јавно-здравствени проблеми кои што исто така имаат пандемиски карактер. Меѓутоа, овие заболувања се најчесто во групата на хронични незаразни заболувања, како што се, например, кардиоваскуларни заболувања од една страна, диабетот или шеќерната болест од друга страна, понатаму дебелината или обезитасот или војноста, како што народски го нарекуваме, исто така представува едно заболување кое што се повеќе од ден на ден дури има и недиагностицирани случаи кои што ја зголемуваат оваа инциденца на појавување на овие хронични незаразни заболувања. Понатаму малигните заболувања како една мощно голема група кои што секојдневно и во секоја година носат се поголем број на жртви. Во самите држави, самите здравствени системи многу се повеќе насочени кон превенцијата на овој јавно-здравствен проблем. Стратегиите кои што се наметнуваат во превенцијата на хроничните заразни заболувања, за разлика од незаразните заболувања, се малку со поинаков пристап и зависат од повеќе други фактори. Бидејќи исто така мощно е значено да истакнеме дека и самиот човек, како единка, многу различно реагира кога пред него се наоѓа некоја актуелна, нагла закана, некоја акутно заболување, за разлика од хронично незаразните болести кои што се нарекуваат и така наречени тивни убијци. Бидејќи заканата не ја гледате толку реално пред вас и заради тоа луѓето стануваат помалку свесни, односно помалку се плашат, иако може би смртниот исход кај голем број од овие хронични незаразни заболувања и поголем, отколку кога станува збор за хроничните заразни болести. Така, кога зборуваме за превенцијата на болестите, дали се применува еден ист протокол за превенција за спречување на сите болести или пак протоколот зависи од типот на болеста која што треба да се превенира? Како и при решавањето на секој животен проблем, значи секогаш кога имате некаква задача да решите одреден проблем, најчесто тргнувате од аспектот на тоа што го причинил проблемот. Понатаму гледате кои ви се на располагање механизми да го решите проблемот. Тргнувате од модел кој што ќе доведе до најдобар исход, меѓутоа со најмалку или најлоши последици.
Истото се случува и во медицината, кога решавате одредено заболување, кога сакате да му помогнете на човекот да не се разболи од одредена болест или да превенира одредена болест или одредено нарушување во здравствената кондиција, секогаш одиме кон пронаоѓање на оние фактори кои што најчесто не се познати, за да можеме да дадеме соодветен одговор во однос на самото решавање на проблемот. Тоа значи дека превенцијата ќе зависи не само од тоа дали превенираме некое хронично незаразно или хронично заразно заболување, туку ќе зависи и од самата фаза во која што делуваме, кој е причинителот на болеста. Понатаму многу е важно да знаеме кои се ризик факторите за појавување на тоа заболување. Станува збор за инцидентата или степенот колку тоа заболување ќе се расшири, колку е тоа присутно заболување. Понатаму станува збор за морбидитетот или стапката на болеста, потоа морталитетот или стапката на смртност исто така, и можно е важно дали на овие ризик фактори ние можеме да влијаеме одредени превентивни мерки. Исто така не треба да се заборави и делот дека терапијата која што треба да се насочи кон самото заболување е важно дали ни е позната или се наоѓа во фаза на се уште истражување. Голем број од здравствените системи вложуваат повеќе во превенцијата, бидејќи самата превенција е многу поевтина како јавно-здравствен проблем и остава многу помала можност на инвалидитет кај населението, за разлика од моментот кога веќе треба да се наточите кон строго специфично лекување, не само на болеста, туку и на самите последици од заболувањето. Затоа и велиме дека секогаш е најлесно да спречиме, отколку да лечиме. Онаа позната поговорка која што многу пати се споменува во јавноста кога станува збор за болестите. Така, подобро да се спречи отколку да се лечи. Но сега, кога станува збор за болеста COVID-19, за новиот коронавирус, уште информациите не се комплетни за оваа болест. Има многу фактори кои што се непознати. Па сега вие докторите кои што се занимавате со превенција, дали имате доволно факти врз кои што би ја темелеле стратегијата за превенција од оваа болест? Не е малку да знаете кој е причинител на заболувањето, дека тоа е микроорганизам, односно дека представува вирус. Исто така, во поново време излегува многу студии, од час до час излегуваат вакви истражувања, дека пренесувањето на самиот вирус е преку така наречен аерокапков пат. И овој аерокапков пат всушност ги исцрта, би рекла, препаратите на социјалното однесување на човекот и неговата адаптација кон оваа новонастаната ситуација. Од друга страна, возрастната категорија на луѓето кои најчесто се нападнати и хронично болните со придружни болести и состојби јасно кажува на тоа колку е важно одржувањето на имунитетот и способноста на организмот ако дојде до појава на ваква инфекција, како ќе се справи со неа. Значи, овде не зборуваме само за примарната превенција, туку зборуваме и за секундарната инфекција. Се бориме со еден така наречен биолошки непријател, невидлив непријател, што е многу важно за релативно брзо време излегуваат студии, како што реков, од час до час дури студии направени, значи изнесен по многу публикувани списанија кои што се со висок импакт во одраството. Така да самите сите овие препораки јасно ни укажуваат дека кога ќе го земеме човекот во центарот на вниманието, од една страна се исцрта социјално-здравствените безбедносни мерки, тоа е социјално дистанцирање од 2 метра или еден од друг, понатаму носењето на заштитните маски, заштитните ракавици, правилното и редовното миење на рацете, веќе толку многу често спомнувано, меѓутоа можеме да се прижиме дека во одредени земји, речиси на секој 4 постојат во различните училишни и здравствени установи плакати на кои што е опишан процесот на правилно миење на рацете. Од друга страна, кога рековме дека го земеме човекот во центарот на вниманието, имунитетот како нешто што може би е најзначено за справување со ваквите хронични заразни, со ваквите заразни заболувања, за разлика од хроничните незаразни болести.
Сега, кога зборуваме за луѓето кои што се наоѓаат во фаза на паника, кога се изложени на постојан секојдневен страв да ни се заразат од новиот коронавирус, дали тие имаат простор и да размислуваат како се хранат, дали доволно спијат, па да го елиминираат стресот и слично? Дали може да се фокусираат на нешто такво во една панична состојба? Иако можеби на прв момент секој ќе рече, нели, она познатото спасови жива глава, како треба ќе јадеме или солни бјута да преживееме, сепак во оваа војна нема бегање. Вирусот ќе продолжи да постои во природата и можно е важно да се научиме да се научиме на службата со вирусот. Јас мислам дека сепак она панична фаза, која што би така наречена шокова фаза, е помината и дека за нас бевме сведоци негде на почетокот и пол средината на март и во тоа време најактуелен беше начинот на пренесување на вирусот, неговата контагиозност, брзината на ширење на заразата, како би можеле колегите епидемиолози што побрзо да ги направат епидемиските криви со кои што му помагаат на здравствениот систем, за тоа кои мерки ги предзеле здравствените власти. Поука и тие информации кои излегоа за да ги исцртаат ваквите здравствени безбедносни мерки кои што ги спомнавме пред малку за да се спроведуваат, а од друга страна сметам дека главната стратегија, како што ја спомнав, дека е адаптацијата во однос на промените на животните навики за да можеме да се научиме на соживот, произлегува метафорично и од едно сознание дека ние живееме во соживот со многу микроорганизми во нас и на нас, па затоа некој ќе каже дека може би луѓето се повеќе бактерии отколку луѓе. Заради тоа смятам дека мощно е важно се додека да излезе вакцинацијата како имунизација која што ќе ни дозволи да се однесуваме малку послободно во делот на конкретно COVID-19, дека адаптацијата и промените, корекцијата на ваквите животни навики се од клучно значење во делот на справувањето со ова заразно заболување. Така, ајде сега да проговориме за различните групи на луѓе. Тука има деца, потоа има луѓе со хронични болести, со компрометиран имунитет, повозрасна група на луѓе. Дали кај сите овие лица превенцијата би требало да биде иста? Ако би го објаснила тоа на еден така, малку по сликовит начин, и ова можам да кажем дека е моја груба поделба, да речем, или представа на тоа како е поделена популацијата по групи кога станува збор за COVID-19, ако ги представиме на еден координатен систем, каде што на X оската, на хоризонталната оска, во почетокот ќе ги ставиме оние кои што се најимунокомпрометирани. Тука би спомнала луѓето, односно пациентите кои што имаат имунокомпрометирачки заболувања, како што се автоимуните заболувања, трансплантираните пациенти, многу важни оние кои што се со трансплантација на бубрези, значи нефролошките пациенти. Понатаму, значи исто така пациентите кои што имаат мултипла склероза, кои што имаат останати други автоимуни заболувања, се во она можеби да речем најзасегната група на пациенти. Втората група на пациенти која што би дошла некака во средината на таа X координатна оска би била пациентите кои што имаат хронични болести, односно пациенти кои што имаат коморбидитети или придружни заболувања, како што се спомнавме кардиоваскуларните заболувања, понатаму малигните заболувања се тука во оваа група. Исто така, значи, во оваа група се пациентите кои што имаат диабет, кои што имаат метаболен синдром и така натаму. И третата група би била оние условно здрави луѓе. На Y, значи координатата, на Y оската, во овој случај ќе ги наредиме пациентите според нивната возраст, односно според возрастната категорија. Па најдобро ќе ги ставиме најстарите и така на поред, значи се до децата. Секој од нас, ако се запраша каде се наоѓа на тој координатен систем, може да ја најде вистинската точка каде припаѓа. Не е тешко воопшто да видиме дека најзасегнати ќе бидат оние кои што ќе бидат во долниот, во медијалниот близу до центарот, значи група на пациенти,
А најлесно, би рекли условно, најлесно би поминале оние кои што се наоѓаат во горниот, во латералниот или во горниот квадрант. Значи, најтешко ќе биде најстарите, во највозрастната популација, поготово доколку имаат компрометирано некое заболување, а најлесно би поминале, значи, со асимптоматска или воопшто може би не би имале јак имунитет и не би го добиле заболувањето, оние кои што би биле здрави и условно, значи, по-млади, значи, пациенти. Така да ова не представува некоја подолба која што по медицината ќе рече да, мора да е така, бидејќи знаеме дека никогаш црното не е црно, или така белото не е бело. Може добивме податок од Италија дека 101 годишна жена чинам беше дека го преживеала коронавирус. Не мора да значи дека постарите ќе завршат со најлош исход, меѓутоа треба да бидеме предпазливи и треба да ги ставиме по една најризична група, оние кои што, пака грубо јас ги поделив овие 4 групи на пациенти. Доктор Хаџидимова, дали пациентите кои што имаат прекумерна тежина имаат поголем ризик да заболат од COVID-19? Да, се спомна дека обезитетот или гојноста представува еден од ризик факторите. Зошто е тоа така? Заради тоа што самиот имунолошки систем кај ваквите пациенти несомнено е многу послаб отколку кај оние кои што имаат, би рекла, не идеална, туку физиолошка телесна тежина. Метадониот синдром како состојба представува состојба која што се карактеризира токму со една таква центрипетална, абдоминална, значи дебелина. Меѓутоа, исто така ја пропретуваат и други ризик фактори, како што се хипертензијата или високиот крвен притисок, понатаму нарушувањата во гликемијата, односно зголемените вредности на шеќерот во крвта, нискиот добар холестерол, народски кажано, а високиот лош холестерол и покачените вредности на триглицериди. Добро е да се напомене дека секој од овие ризик фактори всушност представува сам за себе доволен за да го компрометира имунолошкиот систем, односно неговиот имунолошки одговор на пациентот кој што страда од едно од овие нарушувања на здравствената кондиција, ќе има дополнителни, ќе има поголем ризик да се разболе од COVID-19. Кога стигне нужно, како метаболен синдром ќе се појават, во тој случај, народски кажано, повторно ќе кажам, белата е уште поголема. Значи, навистина може да дојде до голем пат на имунолошкиот одговор, со што самиот исход, пошто веќе слушнахме дека клиничарите спомнаат дека имаме асимптоматска клиничка слика, лесна, средно тешка и тешка клиничка слика, сепак ќе зависи во многу и од самата спремност на организмот да одговори на заканата од микроорганизмот, односно од вирусот. Така, во услови на глобална пандемија со COVID-19, тите размислуваат како да го подобрат нивниот имунитет. Слушаме најразлични совети, голем дел од нив се темелат на факти, дел и баш не е така, бидејќи на интернет сме преплавени од секакви информации, многу е тешко да се издвојат релевантните и токму од таа причина во денешната емисија се одлучивме да проговориме со стручно лице од областа на диетологијата за да посочи што точно треба да се прави во овој период за да се подобри имунитетот. Ајде да проговориме за витамините, односно за суплементите. Дали е неопходно да се пијат суплементи, односно витамини во форма на апчиња или пак сирупи? Ќе дадем одговори на ова прашање. Значи, во делот на тоа дали секогаш треба да го земаме додатокот од витамини или минерал или во форма на како што вие велите таблета, сируп, апчи и така натаму. Меѓутоа, на почетокот да кажеме дека организмот за да има ефикасен имунолошки одговор, тој треба да се гради, да се развива и да се одржува постојано. Создавањето на еден добар имунитет, значи подготвеност на имуниот систем да не заштити не само од коронавирусот, туку и од останатите потенцијални микроорганизми, како што се бактериите, како што се габичките и така натаму, бидејќи компликациите на COVID-19 честопати знаат да бидат секундарните патентни пневмонии,
Знаеме дека пневмониите се негде на 10-то место по смртност во светот во делот на заболувања кои што на стала кога ги во делот на смртноста. Така се значи особено значење е градењето на имунитетот не само спрема вирусите, туку и спрема останатите микроорганизми. Имуната функција на човекот е навистина комплексна. Имунитетот можеме да го поделиме на роден имунитет, со кој што човекот се реакција, меѓутоа исто така и на стекнат имунитет. Учествуваат во имунолошкиот одговор всушност лимфните органи, но важно е да напоменеме дека се вклучува други црвни дроб, како еден мощно важен имунолошки орган, иако малкуна знаат дека хепатоцитите, односно самите клетки на црвниот дроб, дури до над 80% да излачат имуномодулаторни протеини. Црвниот дроб представува орган кој што има особено важна улога во имуната толеранција, ние тоа така го нарекуваме, и во човечкиот организам од надворешната средина, преку уста, рече се секогаш најмногу навредуваат различен тип на алергени, дали се тоа токсини од храната, дали зборуваме за бактеријски ендотоксини, дали зборуваме за конзерванси, пестициди и така натаму. Многу е важно да во овој момент самиот црвен дроб изреагира правилно, односно да не дозволи имуниот систем да реагира пребурно, бидејќи во таа ситуација би настанале заболувања. Значи, сакам да потенцирам дека правилниот имунолошки одговор е всушност баланс во правилно активирање на самиот имунитет. Ни пребурната, ни слабата реакција на имунолошкиот систем не представува добар одговор за здравјето. Така. Треба да се напомнеме дека клетките и органите на имуниот систем, исто како и сите останати клетки, потребни нутриенти, потребна храна. Таа храна е потребна за нивна енергија, за нивна обнова, за нивен раст и така натаму, што значи дека е потребен редовен внес на свеж овошје, свеж зеленчук, јагки, семиња, мешунки и така натаму. Односно, не смееме да сметаме дека суплементите секогаш ќе ја заменат природната исхрана, туку во вакви пандемија, во вакви услови кога имаме веќе реална закана по здравјето на човекот, треба да го подкрепиме со дополнителни примерни имуномодулатори, да ги нарекувам. Заради тоа што најважната улога на клетките на имуниот систем во суштина представуваат специфични процеси, кои што клетките на имуниот систем всушност ќе успеат на тој начин успешно да ги нейтрализираат и да ги уништат патогените микроорганизми. Така, тука ќе пуштиме еден краток блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешниот разговор да видиме какви се тие природни имуномодулатори, ќе проговориме за витаминот D, за витаминот С, за Б комплексот и уште за многу други работи кои што се директно поврзани со нашиот имунитет. Останете на Телма. Со денешната Телма амбуланта зборуваме за тоа дали со промени во стилот на живот би можеле да се превенираат одредени заразни болести како што е COVID-19. Разговараме со доктор Александра Хаджидимова, доктор на медицина и диетолог од Оделението за диетологија при Аџибадем Систина. Ајде сега, доктор, ќе да поразговараме за витаминот D. Некои студии укажуваат на тоа дека овој витамин, односно некои велат и хормон, е во директна корелација со нашиот имунитет и со борбата со новиот коронавирус. Дали е тоа точно? Така да, спомнав на ние пред го пуштите блокот за реклами дека во природната исхрана не смееме да ја забириме со суплементација. Меѓутоа, витаминот D е природен имуномодулатор за кој што ситно препорачувам да се внесе токму така како што реклама преку таблетка, капсула, значи и така натаму. Тоа е еден од најсилните и клучен на одговорот на како ќе се справи со коронавирусот. Тоа е витамин за кој што е неопходно сонцето. Меѓутоа, во вакви услови на карантен,
на полициски час во кој што по принцип имаме ограничено движење по надворешните услови, а за да се активира витаминот Д, освен што ни е потребно сонцето, потребно е исто така да сончевите зраци паднат под одреден агол на самата кожа и така да го активираат витаминот Д. Советувам да не го прават луѓето оној луксус и да може така да се каже да не се совесни за внесот на витаминот Д. Спомнахме дека е ефикасен и мощно вклучен во имунолошкиот одговор. Истражувањата за неговата функција не само како витамин, туку и како хормон, а највеќе како витална молекула за човековото здравје, изненадува од успехот во третманот во голем број на заболувања, не само во заштита од инфективните заразните заболувања. Зошто е тоа така? Што прави витаминот Д, за да е толку значаен во делот на заштитата во моментот од коронавирусот? Тој е подобрува всушност функцијата на те регулаторните лимфоцити, а тоа се лимфоцити кои што се всушност оние клетки од имунниот систем, кои што се наоѓаат долж лимфната циркулација и лимфните јазви, односно долж телата, и представуваат прва линија на борба со патогените микроорганизми. Многу е важно што кога вирусот ќе дојде во контакт со макрофагите, исто така уште еден тип на клетки од имунниот систем, самите макрофаги на почината покриваат голем број на рецептори за витаминот Д. Последните студии укажуваат на тоа дека овој вирус секак има отвика и во овој случај витаминот Д ги активира на секреција на одредени протеини. Тоа се така наречени каталицидини, значи познати како каталицидини, кои што всушност вршат тежна реакција и активираат други имуни клетки кои го уништуваат вирусот. Дефицитот на витамин Д, како што спомнав, не само што е многу важен за овие инфективни заболувања, се поврзува со појавата на 12 канцерогени заболувања, потоа се поврзува со појавата на кардиоваскуларните болести. Неговиот дефицит е многу важен за заштитата на автоимуните заболувања, како што е реуматоидниот артрит, мултиплата склероза, како што е кроновата болест, една болест што се јавува до стревата во пределот на гастроинтестиналниот тракт, што значи дека ако се навратиме на погоре што претходно го кажавме, дека хроничните заболувања се уште еден ризик фактор кој што ќе направат пак на имунолошкиот систем од една страна, а од друга страна намалениот внес на витаминот Д ќе допринесе за негов уште поголем развој. Мислам дека е доволно јасно дека витаминот Д навистина во оваа постојна пандемија мора да се суплементира. Препораките на Светската здравствена организација се дека најчесто неговата доза треба да биде отприлика околу 1000 мг или 1000 интернационални единици или во делот на она превенција, меѓутоа кога суплементираме одреден витамин, секогаш најчесто треба да се вукиме според индивидуалните вредности кај пациентот и кај човекот, бидејќи секогаш може да постои опасност од предозирање. Заради тоа што витаминот Д стапува во принцип маслен, значи во масли витамин, за разлика од витаминот С, што најчесто не поштедени витамини во вода, па неговата екскреција не дозволува да имаме предозираност со витаминот С. А кога зборуваме за витамин Д, само би ве запрашала кој извор на овој витамин го препорачувате, дали да се зема рибино масло или пак да некој витамин D3 во форма на капки да се прима, маслен раствор или пак воден? Секогаш да биде маслен раствор, витаминот Д, значи спомнавме дека представува витамин кој што се топи растворли во масти, заради тоа најсилно ги препорачуваме маслените раствори во форма на капсули, значи рибното масло да се советува, меѓутоа чистата форма, за да знаете колку сте внели интернационални единици на витамин D3, секогаш е најдобро да ја внесувате преку точно одреден суплемент на кој што не пишува од колку интернационални единици. Така. Колкава доза да знаеме точно примаме. Ајде да поговориме и за омега-3 масните киселини, дали се тие директно врзани со нашиот имунитет?
Да, омега-3 масните киселини се многу малку застапени во денешната модерна исхрана, би рекла, заради тоа што самите производи кои што најчесто ние ги јадеме, кои што не се во свежа форма, се многу богати со омега-6 масни киселини, тој сооднос некако би требало да биде во организмот 2:1 во корист на омега-3 масните киселини, меѓутоа во денешно време, значи дури наступаме многу повеќе омега-6, што би рекла дури односот е негде 30:1, што значи дека суплементацијата од тука во форма на капсули повторно е силно советувана од нас, поготово во ситуации кога знаеме дека имаат голямо значење во регулацијата на имунолошкиот одговор, односно во регулацијата на имунолошкиот систем и зајакнување на имунитетот. Зошто велиме дека го зајакнуваат имунитетот? Прво тоа представуваат антивоспалителни молекули, кои што најнапред ги опишуваат оние три знака кои што најчесто велиме дека се знаци на воспаление. Тоа е црвенило, оток, топлина, треска и така натаму, кои што неминато се појавуваат и кај париците, значи заболувања. А од друга страна, за разлика од витаминот D, кој што спомнавме дека делува на Т-регулаторните лимфоцити и на макрофагите, омега-3 масните киселини всушност ги активираат B лимфоцитите. Тоа се другата група на клетки кои што исто така се клетки на имуниот систем и што се способни за создавање на антитела. Значи антителата се оние кои што се борат во борбата со микроорганизмите, односно во борбата со вирусите. Значи од овие два аспекта велиме дека омега-3 масните киселини и заради своето антивоспалително дејство, тоа е активирање на телимфоцитниот систем имаат огромно значење. Во диагностиката сега на COVID-19 има и серолошките тестови и тоа се оние кои што видиме дека детектираат антителото, а не вирусот и антителата и всушност ни даваат голема можност да видиме дали човекот кој што ќе го направи тој тест веќе значи го поминал заболувањето и има создаден имунитет значи со вакви субтитирање на овие антитела, што нормално од една страна ќе овозможи негова лична значи комуникација многу поедноставна со неговите блиски, уште повеќе доколку се грижи за имунокомпрометирачко лице или пак доколку има во својата блиска околина пациент кој што е со хронично заболување, па е уште повеќе засегнато. А од друга страна, работоспособноста на самото значи лице овозможува да ги извршува секојдневно своите обврски и да овозможи на економијата и на компаниите да се вратат што побрзо на своите стари патеки, на своите стари работни обврски. Така да омега-3 масните киселини ги повртат со овие серолошки тестови буквално заради тоа бидејќи навистина учествуваат многу во тој процес на создавање на антитела, активирајќи го B лимфоцитниот од имунолошкиот систем комплетно. Така, ајде да проговориме малку и за пробиотиците. Вела дека имунитетот потекнува од стомакот, односно од добрите бактерии кои што се наоѓаат во цревата, во нашата цревна флора. Дали треба да се примаат и пробиотици во овој период на пандемија со COVID-19 за да се подобри нашиот имунолошки одговор, односно да биде оптимален, како што рековте денеска во емисијата, бидејќи не треба да биде ниту преинтензивен, ниту пак преслаб? Така, за да ги спомнеме пробиотиците, би сакала да се навратам на днес од природната храна на протеинот колаген. Зошто сакам прво да спомнам колагенот? Можете да го најдете во изобилство во супата од вовецки коски, кои што се долгочасовно варени, заради тоа што колагенот е оној протеин кој што најчесто доведува до репарирање, до обновување на внатрешната мукоза, односно патечниот слој на цревата и на цревните резички,
каде што всушност се прави најголемата, каде што најмногу се поминуваат токсините во системската циркулација. Така, интересно што луѓето колагенот обично го врзуваат за некои воспалителни процеси со зглобовите, коските, но не е познат и овој факт дека е врзан директно со имунитетот и тоа со цревата. Едно убаво појаснување. Точно, да, заради тоа што всушност се прави таа регенерација на цревниот епител, ќе кажеме, и се води директно во една бариера каде на патогените микроорганизми во системската циркулација. Кога на сето тоа ќе ги додадеме и пробиотиците, затоа сакам да го спомнам, значи и колагенот, кога ќе ги додадеме и пробиотиците, најчесто од групата на бифидобактериите и од групата на лактобацилите, добиваме имунолошки одговор кој што е балансиран, заради тоа што и вие сами се спомнавте дека е познато дека имунитетот многу потекне во голем дел потекне во цревата. Во последно време се смета дека дури 80% од неуротрансмитерите, како што е например ацетилхолинот, представуваат неуротрансмитери кои што се создаваат во цревата, па потоа преку еден нерв одат до мозокот и таму всушност реагира на психолошката состојба на стресот. Значи пробиотиците од една страна се многу важни во делот на имунолошкиот систем во однос на таа бариера и во однос на тој баланс помеѓу корисни и помеѓу штетни микроорганизми, но од друга страна исто така помагајќи за излачување и за создавање на неуротрансмитерите, влијаат и на психолошкиот одговор на организмот, поготово во вакви стресни ситуации, како што е состојба кога се наоѓаме пред одредена закана, односно пред закана од коронавирусот. Доктор Хаджидимова, на пазарот има навистина многу различни видови пробиотици. Каков тип би требало да земеме за да го подобри нашиот имунитет? Сите пробиотици не делуваат одеднакво во делот на кога сакаме да постигнеме одредена суплементација заради заштита на одредено заболување. Меѓутоа, без разлика на типот на пробиотикот, дали се работи за бифидобактерии, дали се работи за ацетилхолин, дали се работи за лактобацилуси, многу е важно да постигнете баланс. Вие не знаете во вашиот микросвет, значи во вашата цревна флора, што од сето тоа најмногу е потребно. Заради тоа, моја топла препорака е секогаш, значи, кога ги имате инфекциите, да ги примате на малку подолг, пациентот може да ги земе во малку подолг временски период, да направи пауза, исто така во тој период може да внесува ферментирана храна, која што е богата со пробиотици, како што е, например, млечниот или водениот кефир, понатаму ферментираната зелка. Всушност, секој ферментиран зеленчук, природно ферментиран, е богат извор на пробиотици. Потоа, повторно, во еден период на пауза, повторно да се наврати на суплементација со пробиотикот. Имунолошкиот одговор сам ќе се создаде онолку моќен, колку што вие ќе му помогнете со корисноста во балансот на цревната микрофлора. Ајде да проговориме и за витаминот С, кој што велат дека е главен сојузник на нашиот имунитет. Дали кога станува збор за витамин С би требало да се одлучиме за природни извори, како што е цитрусното овошје, но уште повеќе пиперката и некои такви други производи, или пак сепак треба да суплементираме за да обезбедиме поволен имунолошки одговор на нашиот организам во време на пандемија? Во време на пандемија, како што сами спомнавте, е потребно поголеми дози и од витаминот С. Ќе спомнеме дека тој е еден од најпознатите витамини. Знаеме дека кога сме била деца, дека секогаш кога имаме закана од некое заболување, настинати, грип и така натаму, секогаш велиме јади супа и поголеми дози на витамин С, доволно течност, чаеви, и тоа се ние препораки кои што сме ги добивала и денес ние лекарите ги даваме кога станува збор за суплементацијата со витамините. Тоа е еден доста познат антиоксидант кој што всушност го штити организмот од слободните радикали, кои се молекули што се создаваат во услови на оксидативен стрес.
Оксидативниот стрес представува состојба која што може да биде причината од најразлични состојби, меѓутоа исто така доста често причината и од стрес, односно стресот представува причина за појава на многу моќен оксидативен стрес на самиот организам, кој што побарува вакви антиоксиданти или армија на борци кои што ќе се борат со молекулите од оксидативниот стрес. Витаминот С представува всушност таков еден нутриент кој што го користат специфичните имуни клетки за да може да ги активираат своите механизми кои што ефикасно ќе ги уништат вирусите и бактериите. Доколку се суплементира, најчесто во храната, добро спомнавте, го има посебно во пиперката и тоа во црвената пиперка, морам да спомнам дека може би еден од производите кој што е најбогат, исто така е доста го има во црвената боба со овошје. Витаминот С, кога зборуваме за природни извори, доколку се суплементира, исто така на пазарот постојат суплементи кои што се со природен извор, значи на фитокинзе, можат тие суплементи да се одберат, и е важно да се прима со голема количина на вода и секогаш да биде прилика на некои 12 часа. Значи, кога ќе се каже 2 пати на ден, тоа не значи дека во 12 часа наутро и навечер треба да се напиете, него точно во 24 часа на 12 часовно расстојание да се прима како и за медикаментите, така и за одредени суплементи, остаат препораки на колку расстојание треба да ги земете. Тука што ја спомнав претходно, нели, говедската супа, сакам да ја спомнам и пилешката супа, сега кога се навратив на настинките и советите кои што некогаш ни ги давале мајки. Има студии кои што се правени за пилешката супа, кои што покажува дека всушност го намалува воспалителниот процес во организмот. Значи, советите од нашите стари не се секогаш без основа. Точно така. Пилешкото месо докажува дека има многу специфичен аминокиселински состав. Ова аминокиселински состав всушност е искористен понатаму во фармацијата за создавање на одредени медикаменти кои помагаат во релаксација на бронхите и на бронхиолите, односно на деловите од дишното стебло. Во услови кога знаеме дека овој вирус најмногу го напаѓа дишното стебло, значи топлата пилешка супа и така представува, би рекла, мелем за лекувањето и за превенцијата во самото заболување. Така да и говедската и пилешката супа треба барем неколку пати во текот на неделата да бидат трапезата на граѓаните. Го спомнавте пред малку колагенот како важен фактор во нашиот имунолошки систем. Сега може да се прочита на интернет дека е препорачливо колагенот да се пие заедно со витамин С. Дали е тоа точно дека оваа комбинација би била идеална? Во суплементирањето на одредени витамини и минерали или макро и микронутриенти, секогаш мора да се внимава во нивната комбинација. Јас секогаш велам дека многу е подобро да земате чист суплемент, не комбиниран суплемент, заради самите рецептори. Тоа е случај кога земаме магнезиум, калциум и така натаму, заради тоа што рецепторот за двувалентните иони е истиот рецептор. Вашиот организам не може да знае доколку земете комбинација од еден таков препарат, дали попрво ќе го резорбира калциумот или попрво ќе го резорбира магнезиумот. Така се случува во сите овие препораки кога имаме колаген и витамин С и така натаму, така да ресорбцијата, например на железото, заедно со витаминот С, секогаш се советува заради тоа што киселата средина го претвара тровалентното во двовалентно железо кое што е многу поактивно во нашиот организам. Таквите комбинации се добри да се споменуваат, меѓутоа со една предпазливост дека понекогаш може да направат и повеќе штета во информирањето на населението, отколку да направат добро за да може пациентот да го искористи најмногу минерал и витамин со кој што се суплементира. Ајде малку и за витамините од групата Б. Точно ли е дека витаминот B6 има клучна улога во нашиот имунитет, иако најчесто кога ќе го споменеме овој витамин, првата асоциација е нели да се земе кога сме малку повозбудени, повознемирени. Исто така и витаминот B12, кој што на некаков начин е врзан и со процесите за анемија.
Витамините од Б комплексот или од Б групата се несомнено исто така важни витамини кои што доведуваат до добар, силен, балансиран имунолошки одговор. Меѓутоа представуваат витамини кои што по една ваква состојба и не мора да се суплементираат со таблетки, со нели сиропи и така натаму. Доволно е разновидниот кнесна храна, како што спомнавме, да биде застапен на трапезата, значи кај граѓаните и да има соодветен кнес на оваа група на витамини. B6 или релаксинот, значи представува витамин кој што најчесто делува значи на нервите и заради тоа се препорачува и советува најмногу кога имаме некаква изгубена реакција или стресовна реакција на организмот. А од друга страна витаминот B12 точно заедно со железото може да предизвика појава на еден тип на анемија, која што представува малку поразлично од онаа многу често присутна железодефицитна анемија, меѓутоа ваквиот витамин исто така можеме да кажеме дека го наоѓаме во природата многу во темнозелените алги, сиролината секоја има во големи количини, така да и алгите исто така, че темнозелените алги треба да бидат присутни во храната на пациентите. Зборуваме сега за суплементи во форма на додатоци, туку како извор на храна зборуваме, да можеме да го најдеме. Така, велат дека сонот никогаш не бил поважен, многу истражувања велат дека е во директна корелација со нашиот имунитет и со метаболизмот. Колку часа дневно советувате нашите гледачи да одспијат за да бидат здрави? Ова представува една специфична ситуација каде што стресот и сонот нели си играат помеѓу себе. Меѓутоа, акутниот стрес, можам да кажам дека понекогаш е добар за јак имунолошки одговор. Тој го спрема организмот да баш онака изреагира како што треба во состојба на стресогена состојба. Меѓутоа, навистина на стресот му е потребен сон за да може организмот да се одмори, за да биде на една состојба на психолошко здравје. Бидејќи оваа предолга изолираност на луѓето, социјална изолираност, навистина може да доведе до една безидејност, до една анксиозност, до една депресија. Сето тоа, од друга страна, доколку е хронично, кога велиме хронично, во медицината тоа значи долготрајно, сето тоа доведува до намалување на имунитетот преку хормоналниот систем, бидејќи кога е организмот во состојба на стрес, секогаш се излачува адреналинот кој што ќе го поттикне кортизолот и така натаму, а од друга страна мелатонинот или хормонот за сон, кој што најчесто се излачува во вечерните часови, тоа негде започнувајќи од 22 часот, па се дека до 1 часот, 2 часот после полнок е период кога навистина треба организмот да се одмори. Самите услови на изолираност во домашни услови може би ќе помладите доведоа до тоа да се наруши овој биоритм, овој циклус на будност и на спиење. Па би требало малку повеќе да обрнеме внимание околу препаратите, поготово за училишните деца кои што сега без обврска да станат или наутро за да тргнат на училиште, може би да спиваат малку подолго, потоа самата неактивност во текот на денот доведува до тоа да не бидат доволно заморни за вечерта да заспијат, така да сите тие процеси кои што во моментот ни се случуваат, навистина влијаат и на должината на сонот и на квалитетот на сонот. Така. Вие понекогаш можете нели да заспиете, меѓутоа за кратко време повторно да се разбудите заради тоа што не сте заморни, не сте уморни. Така, доктор Александра, наскоро пациентите ќе можат да остварат и онлайн комуникација конкретно со вас и со останатите доктори од Аџи-Бадем Систина. Од кога би тоа би можело да биде така и на кој начин сето тоа ќе се одвива? Тоа е нов проект кој што нашата болница Аџи-Бадем Систина започнува да спроведува по комуникација со своите пациенти. Го сметаме како едно олеснување за сите оние кои што не можат во моментот да дојдат, а навистина имаат потреба да се консултираат со својот доктор.
Пред се тоа се хронично болните, кои што имаат хронична терапија. Пред се тоа се пациентите кои што можеби треба да претрпат некоја мала корекција. Зборувам за мене, тоа се пациенти кои што најчесто им треба некој совет во делот на заеднување на имунитетот, во регулација на својата телесна тежина, во делот на одржување незино или пак на намалување или пак зголемување, бидејќи нормално знаеме дека не се само пациентите со обезност, оние кои што се спомнени инфекции, да не ги заборавим и оние кои што имаат прениска телесна тежина, исто така се многу често подложни на инфективните заболувања. Така да оваа онлайн консултација или видеоконсултација нормално ќе биде секогаш во договор со докторот кој што си го води, лечниот доктор, значи на пациентот, и ќе биде, се надевам, на вистина едно олеснување во кај оние пациенти кои што имаат можеби само страх, можеби може да дојде да го посетат својот доктор, сепак олеснување во делот на комуникацијата и одржување на нивното здравје. Ова е секако можно корисно, како информација да го знаат нашите гледачи. Доктор Александра, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека ќе се видиме следно во нашето студио. Ви благодарам уште еднаш тука, почитувани, го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во 12:45, секако на телевизија Телма. До гледање.